Архимандридот Никодим Царкњас, познат борец за правата на македонците во Грција, кого второстепениот грчки суд му изрече затворска казна од 6 месеци, пристигна на Академијата по повод 60 годишнината од крајот на граѓанската војна во Грција, која за илјадници македонци значеше збогување со родниот крај. Вели дека кога пресудата ќе биде доставена, ќе реши што понатаму низ правните лавиринти, во кој нагласува: ако застапуваш македонски ставови, однапред си осуден. Јас секогаш се очистувам со Господ силен и со нашиот македонски народ. Од таквие казни сме научени. За жал, то покажува Грција, оти со вие казни оти нема демократија и за жал още нема прифатено оти се најде Европејската унија. И не и почитува сите човечки права што треба да ја почитува на малцинствата што живеат у Грција. Пред 7 години, без судот да прифати докази од одбраната, Царкња се обвине дека натепал едно од децата што го каменувале неговиот дом. Тоа го измислија за да ме осудат. Тешко е да живееш во Грција ако не се декларираш како грк, вели Царкњас, и изрази разочарување што се уште грчката држава не е уредена според стандардите на Европската унија. Адвокатот Ставре Джиков оцени дека има причини да се биде оптимист дека Македонија ќе го добие спорот против Грција пред Меѓународниот суд на правдата. Мислам дека тужбата ќе вроди со плод, бидејќи од оно што сум информиран и од оно што знам, мислам дека аргументите се на наша страна, бидејќи не се почитуваат оние основни одредби кои се и општи одредби во самата времена спогодба. Председателот на Сдруженијето Не заборав, Ѓорги Доневски, смета дека набрзо ќе дојде времето кога Атина под меѓународен притисок ќе мора да ги укине расистичките закони и дека судовите во Грција позитивно ќе ги решат барањата на некогашните деца бегалци за враќање на нивниот имот, државјанството како и правото на враќање во родните места. Децата бегалци очекуваат дека за 2 години ќе извојуваат правна битка со Грција пред грчките судови, но и во Европскиот суд за човекови права за враќање на нивните имоти. Ваквите оптимистички очекувања ги изнесува на одбележувањето на 60 годишнината од крајот на граѓанската војна во Грција, период од историјата во кој тие беа протерани од своите имоти. Веќе влеговме во процедура и граѓаните по потекло од егејски дел на Македонија треба да бидат сигурни дека за 1 до 2 години ние ќе извојуваме правото на враќање на сето тоа што ни е одземено. Сдруженијето кое води оваа работа и сите заинтересирани македонци од егејска Македонија со оваа постапка докажа дека не само постоиме како македонски народ и во егејскиот дел на Македонија, односно Република Грција, туку треба да ги уживаме и основните права, правото на имотот. Покрај пред грчките судови и пред судот во Страсбур, Грција треба да одговара и пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг за геноцид, каде веќе државава ја тужи за прекршување на привремената спогодба, вели председателот на Светскиот македонски конгрес. Според Тодор Петров, Грција мора на земјава да исплати репарации во висина од 5000 милиарди евра. Грција треба да одговара пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг за геноцид врз македонскиот народ и да и плати на Македонија репарации за експлоатација на природните ресурси, најмалку 5000 милиарди евра, како и да ги врати имотите на насилно прогонетите македонци од Балканските војни преку граѓанската војна 48 година до денес. Во Грција е тешко да се живее ако не сте грк, вели архимандритот Никодим Царкњас, кој од грчките судови е осуден на 6-месечна затворска казна за наводен физички напад врз малолетник. Од таквие казни сме научени. За жал, то покажува Грција, оти со вие казни оти нема демократија и за жал още нема прифатено оти се најде Европејската унија. Децата бегалци во текот на годинава на различни манифестации ќе се обидат гласно да зборуваат за она што им се случувало на македонците за време на граѓанската војна во Грција пред 60 години. Расте бројот на грчките политичари кои јавно признаваат дека Грција го дискриминира македонското малцинство. Признавање на правата на егејците деновиве побараа и грчките комунисти. Има изјавено деновиве дека бегалците треба да се вратат во Грција како што се вратија тие што се пород грци. А тоа значи дека ако КПГ на Грција, која има 22 пратеници во Грчкото собрание, тоа значи пред се они ќе притиснат.
Во домот на армијата денеска се одбележа 60 годишнината од граѓанската војна во Грција. За свечената академија во Скопје пристигне и македонскиот свештеник од Леринско Никодин Царкњас. Иако е пред издржување на затворска казна, Царкњас не се откажува од борбата за македонските права. Тоа што ме осудија, вели, е уште еден доказ за грчката недемократија. Таквие казни сме научени, за жал тоа покажува Грција, оти со вие казни оти нема демократија. У Грција кој живе треба да биде сао грк. Ако не е грк, там е многу тешко да живиш у Грција. Враќањето на нивните имоти се уште е заглавено во судските процедури и покрај грчкото противење се надеваат за година до две да ја извојуваат победата, зашто веруваат дека правдата е на нивна страна, а дека Грција нема да може да издржи уште некоја шлаканица од Европа и светот.